Потпишан договорот за најголемата капитална инвестиција во Радовиш, изградба на пречистителна станица. Инвестицијата е вредна 6 милиони и 700 илјади евра, обезбедени преку инструментот на Европската Унија за предпристапна помош и кофинансиран од буџетот на државата. Локацијата на пречистителната станица е во населеното место Раклиш. Се склучи и официализира договорот кој што ние како општина го потпишавме со Министерството за животна средина, односно со Светска банка, за да ги добиеме овие средства. И морам да потенцирам, значењето е уште поголемо што општината обезбедува грант во таа висина од 6 милиони и 700 илјади евра, инвестиција која што веќе согласно вчерашното потпишување течат и роковите за имплементација, односно за реализација на овој сериозен и капитален проект за генерално за општина Радовиш. Очекувам, значи, согласно динамиката која што е предвидена со договорот, да градежни активности на терен отпочнеме некаде кон средината или крајот на летото. Локалните власти очекуваат реализацијата на проектот да обезбеди прочистување на урбаните отпадни води на Радовиш и на селбата Раклиш, а да придонесе и за заштита на водите на стара река Струмешница. Во проектот е предвидена и реконструкција на канализационата мрежа во Радовиш, односно раздвојување на дел од отпадната и атмосферската канализација, што ќе овозможи поефикасно работење на пречистителната станица. Сите фекални води од Радовиш и на селбата Раклиш ќе бидат зафатени со оваа прочистителна станица, што значи после Радовиш веќе ние во делот на заштита на животната средина целокупно ќе имаме третман на нови отпадни води за да влијаеме во заштита на животната средина, како што кажав. Но имаме и дополнително значење при реализацијата на овој проект, а тоа е дека сите овие претходно споменати институции, Европска банка, Светска банка и ред други донатори кои што се јавуваат на европско и на светско ниво, во следните години, значи после 2018, после 2019 година, ќе инвестираат, односно ќе доделуваат грантови исклучиво на општини кои што го имаат регулирано оваа прашање, односно го имаат затворено прашањето во делот на регулацијата на отпадните, односно на фекалните води. До јули 2018 година треба целосно да бидат завршени активностите за изградба на оваа станица, која треба да стави крај на долгогодишните проблеми на граѓаните со отпадните води, очекуваат надлежните. Општина Радовиш ќе биде една од општините кои ќе исполнат европската регулатива, според која сите општини треба да имаат вакви пречистителни станици за да се заштити животната средина.